Добро вечер, почитувани гледачи, јас сум Драган Милосавлjević, вие следите емисијата Заспи ако можеш, понеделнички, расположено колку што е тоа возможно во пресрет на празниците кои што полека, но сигурно доаѓаат. За мене вест број 1 денеска сепак не е празничната атмосфера, туку морам да признавам едно барање на новиот чешки премиер, господинот Бабиш. Имено тој предлага, Андреј Бабиш се вика новиот чешки премиер, Унијата, Европската унија да ја прошири Шенген зоната кон земјите од Западниот Балкан, вклучително и кон Македонија. Неговата причина се разбира е одбраната на Европа од шверц, од шверцарските мрежи кои што носат нелегални мигранти, им земаат пари, им ветуваат подобар живот. Меѓутоа во секој случај еве нешто добро од западот, иако Чешка баш и не е толку запад, повеќе нас не доаѓа север. Нешто добро, нешто паметно. Се надевам дека ќе имаат слух во ЕУ за еден ваков предлог, за една ваква идеја. Ние, ако сме реални, тоа како припаѓаме во Европа по многу параметри и наистина е штета ова што ни го прават, што не држат во блокади од, според мене, понекогаш и тотално нерационални причини, и добро да се чујат вакви идеи кои што во секој случај би биле корисни за сите. Но, вечера разговарам со мој пријател, човек кој што е радовиден во оваа емисија, а радовиден е богам и секаде каде што ќе се појави, политичкиот аналитичар Љузин Фаризи. Добро вечер. Добро вечер. Ви благодарам за поканата. Сегош ми е чест да бидам во твојата емисија. Сегош се чувствувам специјален тука, бидејќи од тука сум почнал првите емисии од кога почна да ме познава народот. Така е. Во јавноста. И мило ми е што е така, затоа што навистина брзо се наметнавте во јавноста со многу интересни, специфични анализи, секогаш одирате во центарот на нештата. Тоа е важно, значи нема непотребно окружење. Од друга страна, го имате оној момент што мене ми е многу значаен, именно ние често пати, особено за работи, теми кои што се важни за нашето општество, се однесуваат на главно албанскиот политички спектар во Македонија, не успеваме доволно правилно да го дофатиме, затоа што постои јазична бариера, и вие на еден многу интересен, вкусен начин, би рекол, ние пренесувате таа информација што недостасува и секогаш нудите една анализа плюс, што за мене е квалитет кој што треба да се искористи, така што ова го нарекуваме еден вид на злоупотреба во наводници на пријателството со господинот Фаризи. Ќе се вратиме на темата со Европската унија малку подоцна. Има тука еден момент што мене лично ме чуди и ме запрепастува, но ќе дојдеме до него. Ајде да позборуваме први за она што се случи во саботата. Протест се одржа во Скопје на плоштадот Скендербег-Чина во организација практично на ДУИ, односно на господин Алија Ахмети, за поддршка на луѓето кои што се обвинети за воени злосторства на Косово. Се ова е од една страна, сме зборувале повеќе пати на темата, албанците мене ми е јасно дека каде и да се наоѓаат, тие се доживуваат како браќа, што е природно, како сите други народи веројатно. Меѓутоа сепак во Скопје се прави протест за обвинети за злосторства луѓе како Хашим Тачи, не знам другите кои беа, кои се обвинети за злосторства во друга земја, кои што се државјани на друга земја и кои што со Македонија практично немаат ништо. Како го толкувате ова? Да не заборавиме, освен што ДУИ и Али Ахмети го организира ова во обид, веројатно ќе дојдеме до тој момент да се вратат себе си, ако е возможно повторно во политички план напред, беше поддржано и од коалициониот партнер во власта, Вреди, иако владата како таква се огради од целата случување. Знаете што, оваа тема не треба и многу внимание да му посветуваме и реално мислам дека медиумите не многу му посветуваат големо внимание во настаните. Јас мислам дека секој граѓани имаат право на протестот, но многу е интересно дека овој протест има малце подругчиј карактер. Вие што го кажевте во вашата вовед во оваа емисија, односно на ово прашање. Знаете што е интересно? Интересно е дека овој протест, односно протестите, пошто протестите не се случува само во Скопје, се имаше во Приштина и во Тирана. И секогаш се случуваат секогаш пред еден политички моментум. А тоа што значи, на граѓаните треба да му објасни, бидејќи
граѓаните што не следат во емисија, реално не знаат што се случува во друга држава, кои се тие луѓе што се гонат за злосторство во време на војната во бившата Југославија, да не кажувам, помеѓу Косово и Србија. Така што ние мора да му објасниме кои 2-3 минути за да знаеме што реалноста е тоа. Значи, во преговорите помеѓу под покровителство на Европската унија помеѓу Косово и Србија за нормализација на нивните односи, дојде еден моментум каде што бившата јавна обвинителка Карла Дел Понте, мислам, и Дик Марти, кои правеле истражување во Косово, има сомнение дека челниците на ОВК се одговорни за делата кои се направени во Косово, односно против луѓето, против граѓаните, односно против човековите права. Така што после тоа беа дел од преговорите помеѓу Косово и Србија и стана тогаш, односно одлучија да направат еден суд кој е, односно суд го има основана Република Косово, односно го има донесено со 2/3, мислам дека од гласовите во парламент, бидејќи го имат сменато уставот и го имат вметното специјалното обвинителство и специјален суд, но не во Косово, туку во Хаг и под покровителство, односно судиите и јавните обвинители се странци, не се од Косово. Се со цел да има најверојатно да не се влијае врз судиите и јавните обвинители, како е случај во регионот. Што е реално, би било така, да се разбира. И сега, тој специјален суд, односно во тоа време, владееше Хашим Тачи како премиер, денеска Кадри Весели кој беше и освен пратеник во Косово беше и председател на собранието, и другиот Јакуб Красничи и ред четворица, мислам сега ти се поглавни што се, односно што биле политичари познати во Косово или пратеници или државе функции председател на држава, премиер и председател на собрание и сега. А овие па се му се другари на нашиот другар од тука, пошто тој се вика другарчиња помеѓу по комунистичкото, на Али Ахмети. И сега тие не протестира во 2013, односно кога е заоснован. Кога беше основан судот, мислам дека 2015. Сегашниот премиер, бидејќи вие немате туку можда јазикот ви пречи. Тоа зборуваме, да. Тогаш имаше огромна дебата во Косово помеѓу Албин Курти кога беше во опозиција и Хашим Тачи кој се смееше буквално во дента кога се гласаше во собранието и тој буквално вака му има каже: ти знаеш, односно ти мислиш дека нема да завршиш таму. Мислиш дека твоите другари ќе ги соберат, односно другите луѓе кои биле дел од војната, односно дел на но не и ти. Но ти не знаеш, ти си убеден дека нема да одиш, бидејќи да си убеден дека ти ќе завршиш таму, нема да гласиш да се создаде судот, именно, да. И така заврши. Значи ги викна сите, но да не забораваме дека кога беше истражувањето, односно во период бидејќи нели дојда специјалните обвинители од таму, па ги повигна сите членици односно кои биле во војна во тој период во Косово, меѓу кои и Али Ахмети. Сите ги зема, само Али Ахмети не го зема таму. И сега, што пееше овој таму? Кога беше? Многу интересно. Затоа што Али Ахмети е дел од таа структура. Значи, од таа структура. И сега, после тоа, поминуваат 3, 4, 5 години и таму е постапка. Не може Трае да се процес, докаже, така, тоа се илјадници страни кои треба да се преведуваат, па има факти, аргументи, па има луѓе што треба да сведочат, па има заштитни сведоци, па сведоци од една страна, па од другата страна. Така што и сега се одовлекува постапката нормална и што е најинтересно, таму почна да одат да сведочат луѓе кои се албанци од Косово. Да сведочат против овие... Против нив. Против нив. И ред други. Некои одеше да ги брани, некои Добро, но имаше информации дека албанци така настрадале од... И сега оние мислат дека тие неправедно, односно дека може да ги осудуваат истите.
Но ние не можеме да преюдицираме што ќе биде крај на постапката, бидејќи таму нема ало на телефон да му се јавиш на јавниот обвинител или на судијата, за да може да истапува од постапката. И сега, ама што е политички многу интересно. Кога требаше, односно кога ќе се одржуваат сегогаш избори, особено или кај нас, или во Косово, или во Албанија, тројката помеѓу трите држави, Ахмети, кај нас од ДУИ, политичката партија што е моментално во опозиција, односно бившата политичка партија на тие што се во Хаг, на Хашим Тачи, и политичката партија на Дирама се поддржуваат во регионот. Така. Сега има моментално има криза во Косово, тоа е. Нема криза, туку има избори на 28. Така, затоа што падна владата, нели? Да, бидејќи не може да се состави влада после. Практично не можеше да се создаде, така. Речи си една година. Сега ќе направат 9-10 месеци. Така што сега тој намерно прави протест тука, сите тие па дојдоа тука и не може да го полнат плоштатот, односно дел од плоштатот со ескалатор. Тој тука не ми беше јасно. Тој е многу, сите дојдоа. Како е возможно со поддршка и од Албанија и од Косово да нема полн поддршка имаше буквално од целиот регион, Албанија, Косово, Србија, и во Македонија се подразбира, и не може да го полнат буквално тој плоштат. Знаеш зашто? Тоа е клучното за мене пошто прашање. албанците веќе не ги засегат тие политичките, пошто знаат дека ова е само политика. Дека е фарса. Дека е фарса и дека нивната цел е или да се вратат од власт, односно и да ги држат од власт, а на кој начин не може тие знаат точно граѓаните дека ние не можеме да правиме притисок кон еден односно на судството и на специјално јавно обвинителство кој е во Хаг. Кој што е објективно независно, пошто не му можеш ништо, да. Тие не судат врз основа на притисокот на јавноста. Тие судат врз основа на баш им е гајле, фактите, на аргументите. Да ги пречекаме до крај. Зошто ние да вршиме притисок? И сега, јас мислам дека ова е против меѓународното право. Сега не може на две аршини да играш. Тие бидејќи тој специјален суд и специјално јавно обвинителство било под да кажам под погледителство на, односно во преговорите како медијатори беа Европската унија. И сега не можеш ти на Европската унија и на САД и на НАТО да им веруваш кога те поддржуваат, а некога треба и да се докажува правдата. Значи две аршини не може од една. И тука добро го спомнавте, затоа што факт е дека ова екипа, како сакаме можеме да наречеме, во која што е дел Али Ахмети, ги загуби симпатиите на Западот, особено на Америка. Албанците долго време беа под доминантно влијание на САД и секогаш тоа партнерство се изразуваше во најсилен степен. Да не забораваме, Бил Клинтон доби спомени, како не се лажам, иако е жив човек, во Приштина. Меѓутоа, сега имаме ситуација во која што во САД и во ЕУ нема веќе таква отворена бланко карта, правите што сакате. Знаете зошто? Пошто они го има злоупотребено државата, собствените држави ги имат злоупотребено. Те цело време во Косово истата структура се, иста матрица, ист концепт имат, иста филозофија, иста цел имат. Но многу интересно е. Ако ги гледаш, пример, овие што биле во 2001 или 99-та, буквално голтари биле. Буквално голтари. Добро. Сега сите милионери се. Еве, да ги видите, пошто вие не ги познавате, да ги познавате со име. Сите милионери се тие. Така. И сега зашто ми е познато ова, но добро. Тие сите милионери станале. И сега тие само може да протестираат, не дека нешто конкретно може да направат. Така што јас мислам дека но голем. Знаете што е проблемот? Проблемот е во тоа што овие цел овој период после војната САД, Европска унија, НАТО, кради. Европска унија, НАТО, кради. Европска унија, кради, тендери, кради. И на крај, еве, за кај нас зборувам, благодарение на нашиот притисок, заеднички на медиуми, аналитичари и целокупното општество, најверојатно допира до тие центри таму и ако приметите во 2022 година па наваму, структурата на ДУИ не можеше да го спомне НАТО, Европска унија и САД се до овој протест. Што му се заблагодарија дека тие биле на... Сега, тие му се заблагодаруваат од една страна, а од другата страна протестираат. Да, малку не оди тоа заедно, да. Не дека, тоа е чиста фарса, тоа дека го прават за лични интереси, тесни
тие би сакале да се вратат другарчињата таму и заедно пак да го продолжат, бидејќи тие мислат, знаеш што мислат овие дуи? Дека тие ќе се вратат у Косово, дека тие ќе победуваат пак на избори И потоа ќе им помогнат на нив. Автоматски па после ќе имаме некоја блокажа од Косово и нашето влијание кон нашата држава, да не кажам дека тие ќе му се јават, мислат дека на нашиот премиер слуша, извади го овие, па ги земи ги. Но тоа време е поминато. Но спомнавте нешто можеби и не сакајки, а морам да ве вратам. Како тоа сите тие најсилни водачи на ОВК се најдоа на обвинителна клупа, а Али Ахмети, кој што бил дел од таа структура и во Македонија беше практично представник нивни, успеа да се излечи. За него нема. Па знаеш, памтете кога тој беше у Приштина, нели беше на... Одеше и на протести таму, да. Не на протести, кога почна да истражува, односно да ги земат на распит буквално и мислам дека беше таму, како сведок, што ли беше? Памтете кога даше изјава за човекот не знаеше ни кај се наоѓа. Изгубен тотално, дезориентиран, бидејќи ние не знаеме што пеел таму. Не знаеме точно. Ние не знаеме, никогаш нема да, можда некогаш кога ќе се отворат архиви некој, да. Архивите, односно бидејќи тие не се пристапни кон јавноста. Но ние не знаеме што тој кажал таму. Зошто тие сите ги земат, па него го оставија тука. Големо прашање. Ако си другар, заедно си одиме, заедно во војна, заедно таму си одиме. Доброволно ќе, нели си патриот. И знаеш што е интересно? Тие па знаеш што кажуваат сега, што има огромна дебата во Косово. Што нема не се следи, се разбира, да. Не се следи. Истите луѓе таму, особено Хашим Таџи, еднаш кажуваат дека било фајтер во војната, па после кажуваат не, многу сум бил далеку. А изјавите што ги дал таму дека он не бил одговорен, дека не бил главен, дека... Па тој се снимаше во униформа. Од другата страна, па нивните приврзаници изјавуваат дека ние сме го командувале па НАТО кај треба што треба да направи. Но овие за сосема друго се обвинуваат таму. Не се обвинуваат за злосторства, во ред. Злосторства и после војната. И после војната, бидејќи да не забораваме. Но многу луѓе исчезнаа на Косово, да. Знаеш зошто? После војната, основно во време на војната, имат убиено над 42, мислам дека мозокот на политичката партија на Ибраим Ругово. Буквално сите ги имат елиминирано. Значи елиминирани се противниците политички. Сите ама елиминирани буквално. Најголемите идеолози, најдобрите професори што било во пошто да не забораваме единствената држава. После изборите кај не победиле војниците, победеше со 70% дури Ибраим Ругова после конфликтот. Но вие велите беа физички елиминирани, значи убиени, а не политички само трнати на страна. Па затоа таму идат и сведочуваат членовите на нивното семејство. На тие што биле исчезнати, односно убиени Што е опасно затоа што овие пат се познати по тоа што знаат да удрат и на нив. Имаше информации дека овие од ОВК елиминираат сведоци. Албанците ги елиминираат како сведоци. Да, но затоа пак ги носеа таму во Хаг. Да не влијаат врз сведоците, бидејќи да не заборавам во еден период почна да излегуваат тие документи кои биле дел од тие структурите, нели, имаше такви компликувани кои произлегува и после да бидат влијани и затоа нив ги зема и го носеа таму кај се побезбедни за да бидат и фактички како заштитени сведоци. Да. Многу компликувана ситуација, морам да признам. Само јас сум човек што не сакам да преюдицирам пред време. Сум и правник, ние треба да го чекаме. Ние не смееме дури па против Европска унија, НАТО, односно и против САД, против еден меѓународен суд. И сега знаеш што, ние не можеме на меѓународниот суд кој ги казнува србите, босанците и хрватите да е добро за нас, а обратно кога ќе дојде за нас. Значи тоа е веќе балкански проблем, да. Оние мислат дека ако се казнуваат одредени луѓе таму, дека ќе се казнува цела организација или цела држава или цел народ. Не е така, бидејќи секој што бил во војна и правил гадости, така треба да одговара. Треба и да одговара за истото. И сега на крај сакаш да бидеш патриот и да бидеш во историјата и после тоа да не даваш одговорност, малку не, добро, кај нас тоа уште покомпликувано, кај нас беше прогласена амнестија, па беше укината амнестијата, Али Ахмети веројатно се излече на тоа. Овој дел можда но го направивме се со цел за граѓаните да покажеме што се случува. Што реално се случува со ова и зошто
зошто се овие протестите. Така е. Се Фактички јасни, клучен само е да моментумот, знаат дека така е. таму повеќе имаше милионери отколку имаше луѓе кои се обични граѓани. Обични граѓани. Тој е многу интересен. И останува фактот дека немаше многу луѓе, посетители на протестот, учесници, како се вика, подржувачи, иако во еден момент беше речено од страна на премиерот дека ќе биде организиран и штаб што ќе ги следи овие што ќе дојдат од Косово и од Албанија, да не дојде некаков инцидент, ништо не се случи. Тоа е многу најважно. Ние покажавме зрелост и демократска зрелост и покажавме дека нашата држава може да се справи со одредени ситуации кои може да бидат ризични за безбедноста, на многу мирен начин понуваше. Бидејќи тие мислеа дека на некој начин ќе бидат провоцирани од страна. Па ќе искористат, да. Ќе го искористат, но тоа Не се случи. Не се Но случи. и Али Ахмети, и потоа во својата изјава, повторно се враќам на Али Ахмети уште малку. И се извинувам. Овој го користи два момента. Го користи да му помогне на другарчињата во Косово на 28-ми, бидејќи таму ќе има предвремени парламентарни избори, а исто време сака да ги, бидејќи моментално дој е во клиничка смрт во нашата држава и се обидуваат за кога ќе го има конгресот, нели, на 20, така? На 20, мислам, за да може да ги поттикува неговите членови, на поддржувачи дека еве нешто се случува, дека нешто ќе бидува со нашата политичка партија, па со регионот, па со другарите, дека ќе се вратат, не вршиме притисок и така натаму. Се неговата цел е да профитира политички пред се во нашата држава. Тоа ми е јасно. Сега, на 20 е конгресот на ДУИ и покрај сите предпоставки дека нема дека Али Ахмети ќе оди во пензија и дека е досток, се бараше, со години бараат некаков заменик, еднаш беше Бојар Османи, своевремено Артан Груби, не знам кој, излезе дека повторно него ќе го бираат. Како го толкувате тоа? 24 години Али Ахмети е на политичката сцена константно, долги години практично во власт и тоа во некои моменти супериорно на власт. Сега Дуи е, самиот велите, во клиничка смрт. Логиката на нештата вели, окей, ајде да пробаме со нешто ново. Со Али Ахмети не може нешто ново, тоа е човекот едноставно. Тоа е перформансот, тоа е политичката визија, тоа е нема што друго од него. Не можат да извадат новитет со Али Ахмети, сакам да кажам. Ова е политичка партија, од кога е засновано? Е заснована врз принципот на митот. И сега многу е тешко, бидејќи да се излезе од митот. Они мислат дека партијата може да постои се додека Али Ахмети е жив. Добро, нека поживее човекот, ама и се додека тој е лидер. Они мислат се додека тој е лидер, тие може да добијат на избори и дополнително автоматски мора да бидат дел од власта. Но овој автоматски дел да биде од власта веќе не важи. И сега оние се надеваат дека тој е политичар кој може да ги води, бидејќи знаеш како го лажат сега народот. Како кружат кулуарски приказни внатре во ДУИ. Кажуваат дека САД нема забрано до 2027 година да стоиме во опозиција. После 2027 година ќе не става дел од власт. Ама ова е наивно вака да зборувате да добро се нели беше како бе 2024-та? Во есен до Нова година, така после Нова година. Сега 2027 за Рамазан, после Рамазан, позади Бајрам, дојде после со локалните избори, завршија тие и сега ги нема никаде буквално. Не, овој вторник, следниот петок, и сега што кажат, знаат дека 2026 не може, 2027 ако имам нешто предвремени парламентарни избори се мислат така и тогаш да ја отворат таа дебата пак дека ќе бидат дел од власта и така им кажуват дека стендбај мора да седиме цела структура, да не кажам цела компанија, се создели дека 2027 ќе се вратиме на власт. Но јас мислам дека тие само ги лажат. И сега, тие не заборават едно нешто, дека како поминуваат годините, Ахмети нема 25 години. Добро, тој е човек во свој 60 години, така да. Близко до 70 години. Не знам точно, мислам времето не работи за него, да. И времето не работи. Младината ќе има многу поголема енергија и плюс на крај на краишта. Не е важно колку е тој со години возрастен и така натаму. Многу е важно кои луѓе ќе бидат позади него. Тој буквално, односно во таа политичка партија, буквално сите млади што можеа на некој начин да го наследат него, или буквално влегува во тие афери за корупција, или пак ги нема тука.
побегнал држава Артан Груби, Бујар Османи, Крешник Бектеши. Овие и Арбор Адеми само му остана тој што излегува по сега излегува по Бујар Османи. медиуми. Гледам денеска се појавил нешто за законот за правична застапеност, нешто Да, но реално се повлече по поразот во чај. Зато се калибрира, но тоа значи дека може да се врати во политика во иднина, но јас мислам дека таму нема место веќе за него. Таму има место само за Ахмети и за Ахмети веќе иде по патот на мендутачи. Но тоа е споро умирање на партијата. Бидејќи таму нема нова енергија, нема идеи, гледаш дека знаеш што прават. Ти излегуваат на пресконференција и цело време критикуваат. Дискриминација на албанците. Не, критиката е во ред ако има основа, не. Тие албанците ги изгубиле своите позиции. Само во тој дел се замарат, само тоа е моја дневна политика. Значи немат нешто ново. Нема економија, нема, не знам, не се замарат развој. Тоа мислам дека по тој начин тие ќе ги добијат изборите, односно симпатијата. Но овој протест покажува чиста шлаканица за таа работа. Ако луѓето не ти доаѓаат, значи па ова вака како што се гледаше од тоа што пошто толку народ, пошто овие прават анализи другите политички партии, не каже кога имаше народ колку имал пример Изет Меджити кога го направил во локалните избори еден митинг свој, да. Што е ништо посебно реално. А да не забораваме дека луѓето дошле повеќе од сите региони, да не забораваме таму беа големи челници на големи политички партии во Скопје, кои позади нив неверојатно се членови од нивните политички партии од Косово. Така што јас мислам дека тоа беше голема шлаканица, јас мислам дополнително ќе влијае негативно политички кај структурата на Николи Ахметиеве да кажам, е роден бидејќи го разговаравме на 4 јануари 59 година во Зајас, значи тој сега ќе полни 67 години му дојде. Така е, значи полека времето си поминува, не велам ништо, може он да си трае. На крајот крајва председателите на САД и на Русија се по 80 години луѓе, ама но мислам дека овдека времето не работи за лидерот на ДУИ. Знаете зашто? Тој дошол на дека бил некој голем научник, па се покажал нешто во науката или бил едноставно моментот беше. Тој дошол во моментот од 2001 како воен лидер и направено тој митот. Но тој мит функционираше 20 години. Тој 22 години, знае зашто? Пошто одмah го постави после државата, односно институциите на држава во услуга на граѓаните, на неговите приврзаници и станале од голтари стане сите богати и милионери. Нормално тоа цело време 22 години тие вработе во државна администрација. Обичниот граѓанин кој нема интерес не го гласа него. Обичниот граѓанин кој мисли за убавото на држава нема да му дава глас на него, бидејќи на него му дават буквално исклучиво само клиентелистите. И затоа кога се подели, односно кога излезе дел од ДУИ, односно Изет Меджити со неговата структура од ДУИ, клиентелистите почнаа да се префрлуваат кон како што треба во вакви земји. И сега и таму ќе има разврски, бидејќи локалните избори, односно овие сега локалните избори што се одржаат особено во Врапчиште и во Гостивар, ќе ја сменат дополнително политичката сцена кај албанците, особено во власт. Ајде сега да го видиме тој момент. Вреди како се уште се здружение на 4 партии даде поддршка и за оној протест, од нема и каде. Ако сме реални, премиерот рече немате потреба, но ето очигледно се плаши дека ќе изгубите политички поени, па и вие давате поддршка. Во меѓувреме некои фактори од ДУИ излегоа од тоа е точно, сега имавме едно излегување од ДУИ кои што полека се префрлуваат кон вреди или номинално се пријавуваат за независни. Тоа е популарно сега, ако не знаете каде, викате дека сте независен политичар и после некое време на подесен начин за да може да го добиеш. Тоа е преминот. Финиот премин, но што е тоа е финтата на што го имат научено од бившиот лидер. Така. Но што е со вреди реално во овие околности? Како ви делува дека влијаат? Можно е тоа лоша крв, ако така смем да ја наречам, зла крв што преминува од ДУИ, може да влијае негативно врз идејата, врз обединувањето на луѓето кои што се во вреди, врз нивното функционирање во власта? Знаеш што се случува ова?
Буквално во вашата телевизија, одма после изборите 2024 година, имам изјавено во емисијата За или Против, одма после изборите, дополнително и во Заспи, ако можеш, а и во другите телевизии низ државата, дека вреди има огромен проблем. А кој е тој? Тие, наместо да направат истражување внатре, колку имат кадар за да се справи со институциите што ќе ги земат, тие ги земат институциите, па после да им прилагаат... После бараат кадар. Го бараат кадар. Исто не иде така. И што се случува? Се случуваше, бидејќи имаше 4 политички партии и тие се договориле во владата да го поделат власта по 25%. И по некоја случајност, бидејќи со ждрепка ги имат поделано, пошто не може да се договорат после изборите, и почна со ждрепки да ги поделуваат институциите првин. И кога ги поделува институциите со ждрепка, по некој најголема среќа се имале овие од алтернатива и бидејќи ти знаеш како ги ценуваат институциите подобри, кој има повеќе пари, кај може да вработуваат повеќе луѓе, но тука се зафркнале. Бидејќи овие мислеа, ова е брутално искрено, морам да признам. Ова е брутално искрено што го зборувате. Овие мислеа дека сте во време пред 2024, дека таму ќе само ќе ги менат луѓето дуи, таму ќе се шерифува, ме разбираш. Но кога не може да чепкат таму, односно да прават криминал, корупција, и сега сега што правиме? Тука што правиме? И првин. Вториот момент е во тоа што овие нема кадар кого да го стават. Ки прибера, дури ги молат од други политички партии. Пример, алтернатива молеше од ДУИ. Абе, и овој бил наш. Овој, кажат, кај Изет Меджити, овој, Изет кажа, овој ДУИ е, пошто ги познава тој. А овој бил скриен како твоите. Така. Имаше скриен. Се преправал, држал, собирал, купувал време. Криено гласаше за нас, скриен бидејќи се плаши од... Да него, така. Замисли, маж да се плаши од кого? Од власта. Ова е ненормална работа што се случува кај нас, но тоа е реалноста. И сега, како поминуваше времето, нели се наметнуваше идејата, односно дебатата, кој ќе биде лидерот на Вреди. Најголемиот конкурент, знаете, во Вреди беше Изет Меджити и Арбен Таравали. Како Арбен Таравали да имаше, бидејќи не беше дел од ДУИ, нели, како повеќе да има симпатии кон него, но тој не може да издржува многу, па се преплетка нешто, најверојатно бидејќи еден дел од животот владееше заедно со Ахмети во влада и ги знаеше тие, најверојатно тие финти како процедурите како водат, и пак се зафркна. Излега добро, така. И кога излегуваше од владата, успее Изет Меджити и другите лидери, мислам дека тоа го направи Изет Меджити, да го подели алијанса и дел да го држи во власта. И тие најспособните кадри што му се зна на него, јас мислам дека ќе ги држи околу себе. Гледате сега, видовте пред една недела даде оставка Зекрија Ибраими. Така е. На некој начин, јас мислам дека човекот што сега ќе биде, односно Беким Сали, му е поблизок на Изет Меджити човек. Му е човек што мислам дека, бидејќи тој, да не забораваме, има и многу влијание, единствениот човек што има повеќе влијание во алтернатива политичката партија. Јас мислам дека него ќе го држи или ќе го стави заменик председател на партијата во иднина, или ќе го стави генерален секретар. Значи за тоа работа тој е способен. И вториот момент, ќе дојде времето кога ќе се дојде битката, пошто веќе во алтернатива нема амбиции за лидер, Зекрија Ибраими излезе. Алијанса, односно Арбен Таравали, излезе од коалицијата и сега главен конкурент му е Билал Касам. Билал Касам, градоначалникот на Тетово, кој што дава многу специфични изјави, добро. И одредени луѓе внатре, пошто оние мислат дека може да бидат во иднина како компромис, ме разбираш? Добро, тоа е политичка борба, е ништо. И што ќе се случува? Посебно, добро. Јас мислам дека бидејќи Врапчиште и Гостивар во првиот круг, односно во локалните избори кога се одржа, му падна нормално на алијанса, но тие дел кој била од власта, од Назир Алију и на ред други што се владеца. Но нема се што цензус. Ова е мислам дека внатре вовлен е направено тактички за да купуваат време после во иднина. И сега. Интересно, добро. Кој е кандидатот во Гостивар?
Сега. Треба да има нови избори тама. Од Вреди е бившиот градоначалник на Гостивар Невзат Бејта, односно член на ДУИ порано. Така е. И сега тој е кандидат. Познат. Јас мислам дека беше, да. Тој има шанси да пошто он ги познава. Што изјави? Јас кажа немам ништо од ДУИ, јас имам проблеми со овие што биле против нас за алијансата на Арбен Таравари. И сега ќе видиме како ќе се случува. Но ако победи во Гостивар, Струга е под контрола. Добро. Дебар, Кичево го имат, Фатми Лимани со сама друго крило во Беса. Добро. Гостивар, Сарај, Чаир, Студеничани, јако што е од ДУИ. Си има тие комуникации, бидејќи многу компликувано делува како го кажувате ова, добро? И тоа другото, и по дефолт во иднина, после локалните избори, ќе се вметнува внатре, бидејќи на крај на краишта, знаеш што се прави измеѓу? Добро, ајде да ги основаме во Влен. Една партија, добро. Не, ограноците. И со глас. Јас ви гарантирам дека тој ќе добие. Затоа меѓутоа објективно е популарен. Го гледаш дека Изет Меджити е тргнат во општината и не се плетка премногу. Плетка моментално, само си купува време. Си купува време и ги вметнува луѓето кај треба да бидат негови, односно. Па макар биле од ДУИ, макар биле од Невзат Бејта, сега да бидеме реални, Невзат Бејта без разлика тој што во минатото беше со ДУИ, па го злоупотребаше општината буквално 2 пати во минус, го имаше 2 пати во минус го носеше. Точно. Да не очекуваат граѓаните сега во Гостивар дека тој ќе ја носи направи чуда, да. Пак у плюс ќе ја стави во општината, пак у минус ќе ја стави во општината. Да се разбере, но политички гледана тој ако победи ќе биде на страната на Изет Меджити и буквално имаме, но ова не е здраво па после за самото Вреди внатре како политичка структура, бидејќи ќе почне после и влијанието на тие луѓе што били биш. Само останува и во Струга да го вратиме и Рамиз Мерко дополнително и во Теута Арифи ќе биде секако што беше. Многу компликувано делува у суштина. Но многу е знаеш што е важно. Важно дека овие не можат, сега не можат, не дека не можат буквално, пошто органите треба да го истражуваат тоа. Но авашлыкот и начинот на крадење на државата заврши. Тоа е многу важно. Може да дојде Невзат Бејта пак градоначалник. Може да го стави у минус, но да не забораваме дека може да дава одговорност. Бидејќи во последно време, не знам дали ги следите, и во судството како некако почнал да мрдна како да мрднува на позитив. Можда е малце, но јас ги следам пресудите кои се донесуват во последен период, бидејќи тие рочишта се довлекува со години, но во последен период како да почне кога се сака се може. Но, јас им предвидувам црно сценарио, особено тие што го краделе државата во минатото, дека откако ќе се смени јавниот обвинител. А тоа мислам дека нема да чекаме многу, веројатно нов јавен обвинител ќе имаме некаде во јануари, со оглед на тоа што седницата на собранието веќе е закажана. Јас не кажувам дека од денес ќе биде неугодно, но многу е важно како ќе почнува. Утре ќе биде ставен на дневен ред разрешувањето на Коцевски во собрание, тој процес ќе потрае во прилика, меѓутоа некаде според законските рокови, прилика некаде тамо во јануари би требало да имаме нов специјален обвинител, а потоа ќе се поменува јавен обвинител, мисля, пошто кај нас јавен обвинител, да, специјален реков. Да, јавен обвинител, а потоа на негово место тој што ќе дојде ќе треба. Ние сакаме да имаме специјален јавен. Природно ни доаѓа, да се надеваме дека работите навистина ќе се мрднат од мртва точка. И тука сакам да ве прашам. Имаме сега некој, го имаме господинот Стафа, Фехми Стафа, тој е прашен државен правобранител, фатен инфлагранти велат од обвинителството како примал 10.000 евра подкуп со намера да подкупи некој судија, да судијата да влие некој криминалец веројатен да биде изваден од притвор. Па овој секој ден се прави, само ние не знаеме. Имено, дојдовме до такви моменти. Корупцијата нема име и презиме, затоа сум сигурен, нема вера, нема националност. Корупцијата има само гол интерес. И ние го гледаме секој ден како паѓаат практично луѓе, македонци, албанци, што и да се, за оголени видови на корупција. Да не забораваме, мислам дека овој
бидејќи бил јавно државен првобранител. Исклучително важна функција, тоа е многу важно, одговорна. Ама морално тешка. Да не забораваме дека овој бил и конкурираше пак, сега не знам, Така е, конкурираше, мислам дека за истата Во позиција. судски совет Или во судски совет конкурираше, дури медиумите пред некоја една недела, можда и 4-5 дена, недела дена, најверојатно блиски до него, почна да го промовира дека е еден од најдобрите кандидати, дека е баш за таа позиција. И замислете сега, да влезеш. тој да влезеше таму. А немаше сега- да биде изненадување, да ви кажам искрено. Но многу е важно и во моментот дека покажа дека тој не сака дека не го избира, нели ги избира тие кандидати таму за судскиот совет, Да. односно за јавното обвинителство, мислам дека беше. И за тоа има. За тоа, така што него не го избира. Замисли да го избира таму. Но во другиот момент е баш во тој пред кога конкурирал, па го фатија на дело и покажуваат дека на такви луѓе не му е место. Не му е местото. Интересно е што тој веќе нема функција, меѓутоа и покако што немал функција, имал доволно силно влијание според обвинението да имаше и афери во минатото Имаше, за апсолутно. не само за злоупотреба, туку Верувате ли да се реално отепа за да ја носат така бе? во конзул, нели таму. Но, во известна новинарка беше тоа, односно водителка. Сериозни пари биле давани тамо, за таа работела наводно, имала Во тој период имаше такви Имаше да не многу сега приказни. оддамна беше тоа. Не сакам да го спомнам името, нема потреба, меѓутоа таа девојка се водеше и како можен конзул во Америка и ја имаше во беше вмешано и во разни комбинации, да. луѓе, така Но, што но мислите ли, Но јас мислам многу е важно дека тоа покажува дека државата е сменато, не е. тоа сакам да дека кажам, имате ли 20, спечел дека реално е мрната работата и дека на вистина Бидејќи веќе не се да беше обратно, пак ќе беше. никому ништо. Мислите дека во оваа борба со корупција која што е за нас од круцијално значење, нема тука мрдање, можат, ако сега имаме почетни некакви излици на таа борба, може во скоро време, па и со промената на јавниот обвинител, па и со укинување на некои тамо делови од кривичниот закон, кој што дозволуваше амнестија на поранешни како се вика носители на власт кои што беа корумпирани. Можеме да влеземе во еден сериозен судир со корупцијата, кој што ќе носи и политички жртви, несомнено. Некои луѓе ќе настрадаат и на избори заради тоа, но ќе биде правец од кој што не смее да има враќање. Денеска читав пример во Албанија, многу е значајно, пошто знаеш што, јас секогаш сум за специјален суд и за специјално јавно обвинителство, секогаш. Затоа јас мислам дека Добро, не се прославивме во тој дел. Во тој дел. Па знаеш зашто, пошто тогаш кога И дека ти се преговаравме, не ја пуштија на се слобода, преговорило. да кажем. Катица не ја пуштија условно на слобода, мислам. Најголемата вест што може да ја слушаме. Да. Така што многу е важно како ќе се ги направиме реформите. Пошто ние сме поврзани со Европската унија, ние не можеме да направиме реформи како што сакаме. Апсолутно. Можда јас сакам да имам јавен обвинител, специјален суд, но не тоа не ти дозволува Европската унија, пошто ние сме врзани со нив заради процесот на интеграција, на сакаме преговори. да влеземе, Сега, така. тие секој закон што ние треба да го носиме, треба да биде во согласност со нив. И сега тие предлагат на краишта ние како ќе треба да го а според мене не би требало така да биде. Ние треба да направиме реформи кои што повеќе ќе ни одговорат на нам. Но сепак сменењето на члените во судскиот совет, во обвинителството и избор на новиот јавен обвинител и контролата што може да биде над судиите од страна на овие институции, јас мислам дека полека ќе почнеме да се вратиме како држава во нормално, односно во делот на судството. Дај Боже да биде така. Уште една тема сакам да отворам со вас. Ова е болна тема. Исклучително. Ова е најтешката борба, најкруцијалната, но мислам дека треба да бидеме стрпеливи, бидејќи пред се треба да се донесат и закони, да не во минатото ние сме ги сменили закони без да ги прашаме од Европска унија, иако после негативно не имаат оцена. Но сега се оди внимателно со Венецијанска комисија. Многу, јас мора да бидам искрен дека многу и е важно и волјата на Европската унија кон државите, бидејќи мислам дека
пристапот третманот не е ист кон сите држави. Пример во Албанија, да не забораваме, денеска читав дека специјалното обвинителство влезле кај премиерот на државата. Навистина. Да. Така што мислам дека не е лажна вест, бидејќи јас ги читам само тие кредибилните медиуми, односно електронските медиуми, така што јас мислам дека дури и Еди Рама се жалеше дека полицајците не сакале да го стават најверојатно пиштолот надворот кога влеголе внатре во самата институција. Уште една во овој аспект сега кога влегуваме, Украина и Молдавија почнаа да водат технички преговори за членство во ЕУ и покрај тоа што Унгарија стави вето. И сега ние неминовно се наоѓаме во една ситуација во која што гледаме дека бугарското вето за нас е, за жал, блокада пар екселанс. Сите ни велат, жал, ние но морате со бугарите прво да се договорите, иако ние тоа што треба да го договориме со бугарите речи си невозможно, да прифатиш дека не си тоа што си, малку е, нели, компликувано. Но кога се сака политички, во Брисел наоѓаат метод и ветото на Унгарија најдоа тамо некоја дупка во легислативата, едноставно е прескокнато и ќе се тераат преговорите со овие две земји. Да, велат, Марта Кос вели, дека земјите членки ќе го имаат конечниот збор, последниот збор за полноправното членство, но тој е крајниот момент. За Унгарија за Украина? Да. Сакам да кажам, во ред, на крајот сепак сите ќе мора да гласат во ред, но ние го велиме истото, еви Бугарија еден ден ќе мора да гласа заедно со сите други членки за ние да станеме полноправна членка на унијата, ама не гнјавете сега додека треба да преговараме. Кога се сакаше на еден чуден начин, ЕУ најде модалитет. Да не забораваме дека Украина е во војна. Украина е во војна. Дури не смее то да... Нема никаква логика, да не се лажеме, но кога се сака се може. Бидејќи едното од елементите да започнеш тоа преговори за стабилизација и асоциација мора да бидеш стабилна држава. А ти имаш милион војници руски на твоја територија. Ти помагат внатре во војна. Така што замислете држава која е во воен конфликт, преговара за членство. Така што тоа се двојните аршини во Европската унија, но интересите на Европска унија кон Украина е побогата држава, пред се има освен земјоделство што е многу развиено кај нив, има одредени миниери, односно богатства што ги има, што се многу потребни не само за Европска унија, дури и за САД. Така е, и другите, се разбира, борбата против Русија генерално стратешки. Но овој момент покажува дека за некоја држава важи ветото, а буквално ветото треба да важи за сите држави еднакво и за нашата држава. Или важат правилата за сите. Така што ние мислиме дека треба, јас мислам лично дека ние треба да се сконцентрираме повеќе во внатрешната политика и да дочекаме моменти кога ние може да ги почнеме преговорите со Европска унија, да го отемнеме ветото. Но јас мислам дека во одреден период, како што сум кажал во минатото, ние не можеме да го решиме спорот што го имаме со бугарите, бидејќи сега падна и владата тамо. Да. И замислете, доправа ќе има избори. Имаше многу протести, а владата знаеш зашто падна? За буџетот, да. Заради корупцијата. Така е. Замислете сега, самиот буџет беше држава која е во Европска унија уште се бори со висока корупција. Да не се лажеме за тоа, да. Така што уште една тема. Овие проблемот за корупцијата не е само кај нас. Во целиот регион, но битката треба да корупција има и во Шведска. Меѓутоа на поинакво ниво очигледно. И уште една тема, мислам дека таа ќе биде последна за оваа вечер, така наречената тема илегални имигранти на кој што инсистира СДСМ, пена им фати устата во тврдење дека тука ќе ни донесат илегални имигранти, оние што Велика Британија ги брка од своја територија, односно не ги брка, не ги прима, не им дава азил, најчесто од многу сомнителни земји, за жал сомнителни, унесреќени земји како Сомалија, како Авганистан, каде што има војни, каде што има тероризам и така натаму, и дека нас ќе ни бидат ставени. Се инсистира на тоа, владата, премиерот, потпредседателите на владата, председателката дадоа јасни, гласни, недвосмислени изјави дека ние нема да примаме нелегални имигранти на наша територија. Нема да има кампови, нема да има шатори и сето тоа. Дури одат до тамо што самата коалиција денеска, составена од Вреди, од
ВМРО ДПМН и од знам поднесува резолуција за осуда на манипулацијата на како се вика на опозицијата за односно оваа резолуција се однесува за борба против нелегалните мигранти. И секако да ви кажам, што уште треба да направи владеачкото мнозинство за да му покаже на народот, на јавноста дека нема да прима мигранти, кога едноставно СДСМ од своји причини инсистира дека тие ќе дојдат, ако не во февруари, како што разговаравме преска за Дуи, ако не во февруари, во април, ако не во април, во јуни, повторно се лицитира со тие временски рокови, ќе ги видиме овие афганистанци како се шетаат низ Македонија. Па сега имате ситуација во која што не знам некој непалец што работи тука, има такви, јас ги гледам и во аеродром ги има, или некој бангладешани сите го гледаат, аха, овој да не е нелегален имигрант, човекот дошол најнормално, со исправни документи и работи во Македонија. Прво, тие што се во Европска унија тие мигранти, да не забораваме дека поминале преку нас. Најверојатно, најголем дел. Па ги памтите кога беа во границата помеѓу од Грција поминаа милиони и пол преку Македонија. Преку мене. Па зошто не застана тука? Од што е убаво? Нивната цел не е да доаѓаат во Македонија, нивната цел е да бидат во Европа. Да беа во Македонија, тој одамна нема да ги присилавме ние да одат, немаше тие да одат, а не да платат па да илегално да поминуваат. Така. Начинот на кој што поминуваат е страшен, да не забораваме. Низ Македонија. Ги носат шверцери, ги ноѓа несреќни луѓе мртви на згазени од возови, што се немаше. Во минатото во нивна кога беа тие, особено тие на власт, дури имаше спекулации дека одредени луѓе, структури во владата ги кримчаруваат нив. За добри пари, така. За добри пари. Така што, јас мислам дека ова тема не... Знаеш што е целта? Ние имаме стратешки договор со Велика Британија. Со Велика Британија. За тие 6 милиарди евра. Односно, над 6 милиарди, 6 милиарди фунти, мислам дека. Евра. Да. И сега, тие знаат точно дека кога ги земаме ние тие 6 милиарди евра, државата ќе гради институции, како се болници, школи, инвестиции во објекти кои се потребни за државата, и тие знаат дека тогаш, ако има, пример, економски бум, тие ќе ги изгубат изборите уште следните 12 години. И сега, за да прават заблуна, односно, ова дури е непријателско. Така го ова што го направат окарактеризира и председателот на владата. Нивната цел еден вид на наследство е да ја стават во конфликт нашата држава со Велика Британија. За да го стопира тој грандот, односно парите што ги имат, сака да ни дадат како кредит по заедница и така на тамо, во смисла награди, но тие нема да ги дадат парите вака. Така дека се градат железници. Знаете како ќе ги направат? Тие ќе ги дават, пример, 205 милиони, мислам дека се резервирани сега, и тие ќе ги инвестират за болниците во Кичево, и за болници така. Во Тетово и во Штип. Да. Јас знам точно за ова. Бидејќи министерот за здравство мене по некоја случајност ми е комшија. И да, има кажано дека ќе го направат првиот договор, значи, пошто најверојатно по ресорните министерства, министерот треба да потпише за тие пари, се треба инвестициите да почнат после изборите, и значи тоа ќе треба да биде во следниот период. Сега можда за тоа што е нова година после нова година, но сепак тие ќе се градат. И сега тие намерно го прават ова за да создават конфликт помеѓу нашата држава и ова е многу ризично и граѓаните не треба да паѓаат во ова ниво. Ние не сме богата држава која може да се игра со овие работи. Да се игра, особено да правиме конфликт со држави кои можат да ни помогнат. Дали со кредити, без разлика дали се, па нека не ги дават ние 6 милиарди. А може да ни одбокнат ако сакаат. А можат и да ни одбокнат доколку сакаат, да не се лажат. Да, тоа. И затоа ние треба да биде предпазливи, а дополнително ова со резолуцијата, ако ја донесат, гласат во собранието, тоа ќе биде фијаско за нив како политичка партија. А замислете во следните 2 години да не доаѓа ниту еден. Пак веројатноста е дека нема да дојдат, меѓутоа може да ширите до безкрај. И после како ќе излезеш на избори? Но лажењето за нив во минатото беше секојдневна вест. Пример. Знаеш што е многу интересно, што пошто јас кога ги следам, јас
јас ги следам и многу на други елементи вестите. Гледате пример сегашниот премиер Христијан Мицковски. Секој ден се шета, односно дава изјави надвор од владата. Секој божје ден. Таму кај се инвестирали, односно се градат така, на лице место. Ние во минатото, ние секој ден сме го виделе премиерот дава изјави во владата. Многу удобно. Бидејќи не излезе на терен, таму се тие каде што се прави кругот, да. Да, каде што се прави кругот. И после изјавите како до сега, што изјавеше бивши, односно лидерот на ДОИ. Така што јас мислам дека ова тема ние со оваа резолуција најверојатно ќе се затвори ова тема. Дури и тоа можда е да создава паника кај граѓаните, бидејќи да не забораваме дека и кај нив ќе има, односно ќе се избира новото раководство на СДСМ и најверојатно тоа сега дополнително мотив на тие граѓаните кои можда се плашат дека ќе ни дојдат. Јас ви гарантирам дека ако ги носат тука кај нас во тие бегалски кампи, утре дента ќе ги нема тие. Па јас сум исто прилично сигурен во тоа. Кој е тој што од примерот Авганистан, од тие другите држави, од Сирија, Либија, не знам од каде, или од Сомалија, кој отишол во Англија, имал добар живот и сега не добар живот во тие кампите, но сепак тие се помагат, бидејќи да не забораваме дека Англија е пред се побогата држава од нас и да дојде тука и да стои во тие шатори, како што кажува, пример, еден мој другар каже, у Куцково ќе ги носат. Кој ќе оди седи во тој Куцково, село Куцково, тамо, тие побегнат сите од Куцково, тој ќе седи тамо. Значи, не Мислам дека целата Мислам дека се шират јасна. толку дезинформации, дури и на тоа дека отишол па се договорил тој што ќе носи јадење таму, потпишал договор, се е подготвено, но сепак јас мислам само уште ги чекаме бегалците. Тоа е дневна политичка сцена на одредени политички партии кои сакаат да профитираат на грбот на дезинформациите кон народот. Љузин Фаридзи, благодарам за уште една прекрасна емисија. Ви благодарам и на вам и поздрав до нашите гледачи. Да, верувам дека останавте задоволни, почитувани пријатели. Тоа беше се за вечерва. Утре во 15 часот се разбира е репризнато издание на оваа емисија. Јас ќе се кажам нова седба утре вечер со мене и со нови гости во 22:30. До тогаш пријатно.